Откако владата двојно им ја намали цената на струјата од мелничко-пекарската индустрија, изјавија дека намалување на цените би можело да има за околу 1 месец. Потребен е стабилизационен период од 30 дена, пошто ќе се види дали е можно и за колку цените на лебот би биле намалени. Изјави првиот човек на оваа асоциација, Горан Малишич. Оваа воздржана изјава од овој сектор граѓаните ја толкуваат на следниот начин. Не очекувам. Не, нема шанса. Нема шанса. Барем за сега ова како што тргнало, нема шанса. Мислам дека ќе се намали, така кажа, и мислам дека ќе се намали. Дилемата дали струјата ќе ја намали цената на лебот ја објаснуваат од Сојузот на стопански комори, од каде велат. Суровините кои се потребни за финалниот производ најчесто се набавуваат на берзата. Пред војната во Украина и сега цените на житото се зголемени за близу 100%. Треба да се активираат стоковите резерви со инектирање на соодветна поголема количина на пченицата. Доколку не се доделат 30 или 40.000 тони пченица од државата со пониска цена, и веќе тогаш би можело да се влијае повеќе на цената. Велат од ССК. Од друга страна и премиерот Ковачевски и министерот за економија Крешник Бектеши очекуваат цената на лебот и белите пецива да се намала за 10%. Колку во реалноста намалувањето ќе се случи останува да се види, но освен граѓаните, скептици за него се и економистите.